Советот на јавни обвинители на денешната седница не ја стави на дневен ред точката за избор на јавни обвинители на специјалното јавно обвинителство. Од еден член на Советот на јавни обвинители беше предложено како дополнување да биде и точката за избор на јавни обвинители на специјалното обвинителство. Јас добив образложение дека досега нема дадено нови околности или да образложи зголемување на обемот на работа. Освен тоа писмо што го добивме од Катица Јанева, добивме иста листа на кандидати, изјави денеска по завршувањето на седницата председателот на Советот на јавни обвинители Петар Раневски. Иницијативата поднесена од адвокатот Сети Николе, со која бара оценување на уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство, ќе биде ставена на дневен ред на седница на Уставниот суд по целосно завршување на активностите на претходна постапка и прибирање на потребните материјали кои се неопходни за работење и одлучување по предметот, информираа од Уставниот суд. Иницијативата е дадена во работа на судија известител и државен советник и се преземаат активности на претходна постапка согласно одредбите на деловникот на Уставниот суд, од судот. Премиерот Никола Груевски од денеска престојува во дводневна политичко-економска посета на Шпанија. Во Мадрид Груевски ќе учествува на Конгресот на Европската народна партија. Состанокот е посетен на актуелните предизвици на европскиот континент, економијата и потенцијалите за раст, одржливиот регионален развој и отварањето нови работни места, развојот на информатичкото општество и технологиите, а ќе се дебатира и за предизвикот со илегалните мигранти и за развојот на Европската унија и европските политики на интеграција. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески на својот Facebook профил најави дека од 29 овој месец до 1 ноември во Скопје Сити Мол ќе се одржи нов саем Купи куќа, купи стан. На саемот ќе учествуваат Министерството за финансии, банките кои се дел од проектот и градежни компании со понуда на станови. Како што е најавено, ќе има и саемски попусти на становите. Проектот за условен паричен надомест за семејствата корисници на социјална помош ќе продолжи и до година. За учебната 2015-2016 за таа намена се предвидени 78 милиони денари, информира министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Семејствата корисници на социјална парична помош, чии деца се редовни ученици во средното образование, со проектот добиваат дополнителна помош од 12.000 денари. Председателот Ѓорги Иванов ќе ја представува Република Македонија на итниот состанок во недела во Брисел, кој го свика председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер со сите шефови на држави и влади на земјите од Западен Балкан, а по повод бегалската криза. Со оглед на вонредната состојба во земјите од Западен Балкан во однос на миграцијскиот пат, постои потреба за поголема соработка, поширока консултација и непосредна оперативна акција. Затоа, по разговорите со неколкумина лидери, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер организира лидерска средба на 25 октомври во Брисел, за да се разговара за приливот на бегалци по должината на рутата на Западен Балкан, се вели во соопштението од комисијата. Представничките на Обединетите нации во Македонија и во Србија, Луиза Винтон и Ирена Војачкова Солорано, изразуваат жалење заради катастрофалната нерешителност на Европската унија во врска со имигрантската криза, при што истакнаа дека Обединетите нации успеале да решат многу потешки ситуации во земјите во развој. Унијата е поделена по прашањето за начинот на кој да се одговори на приливот на бегалците кои сакаат да стигнат до Северна Европа и кои минуваат преку Грција и Балканските земји. Десетици бегалци, меѓу кои жени и деца, ја минаа рано изутрината реката Сутла на границата меѓу Хрватска и Словенија, докаде претходно пристигнале со воз. Повеќе од 1000 бегалци се донесени со воз од Хрватска, пошто се упатени границата да ја минат пеш.